civilmedia.mk. Slobodno, независно, отворено. Па најнапред да поздравам ова иницијатива на Цивил за ова панел дискусија. Се надевам дека ќе се отворат доста теми. Господинот Адеми отвори некои теми во кои нормално дека треба државата повеќе да размислува за неизе во планот и стратегијата за вработување, што се однесува до мене и мое лично мислење, припадник на една, да кажеме, позапоставена етничка заедница, можам слободно да го кажам тоа, затоа што до сега сите афирмативни мерки кои се земени со години наназад, децении веќе од осамосталување на Македонија, не викам дека не донел, но сепак да кажеме, многу се минимални резултатите од тој аспект. Сега ќе се прашаме во секторот вработување, дискриминација при вработувањето. Оваа афирмативна мерка, поточно предлогот за субвенционирање на приватниот сектор од страна на, да кажеме, на Бектеши, на Артан Груби, што рекоа, напомена, поред мене издвојување по етничка припадност како единствен услов за добивање на субвенции на вработување во приватниот сектор не може да се смета, преска професорката Најчевска што напомена, како афирмативна акција. Тоа повеќе се коси со и Уставот на Република Македонија, да кажеме, со законот 55 врз таа баш дискриминација и прекршување на тој уставен закон од 55, што се вели потикнување, нетрпеливост и раздор врз основа на етничка припадност. Тука одма се реагира. Знаеме дека сме мултикултурно општество и секоја ваков начин на донесување на предлог или закон за субвенционирање, одма се кршат копијата и од една и од друга страна, значи еден повеќе може да кажеме раздор ќе донесе него некоја економска или не знам друга каква стабилност. Што се однесува пак до ромската заедница, едноставно со години се занимаваме. Знаеме дека кај ромската заедница повеќе е присутна, да кажем, она сива економија, затоа што самите гледаат дека нема шанси, минимални им се шансите за да влезат во некој работен однос, без разлика во јавниот или приватниот сектор, и затоа повеќе се базираат на таа сива економија, која е јасно дека државата прави напори и да се елиминира таа сива економија, од причина што државниот буџет требало да се пуни, со таков бизнис нема да се полни државниот буџет, а они се принудени затоа што едноставно немаат пристап до тоа вработување. Тоа е за приватниот сектор, да кажам, или доколку ги има и во приватниот сектор, се знае дека се тие некои функции или степен на вработување се од понискиот ешалон, да речеме обични квалификациони работници, и во некој повисок степен на вработување, во некои раководни позиции во приватниот сектор, сакам да кажам, дека нема шанси, или скоро не ни знам дали има такви вработување од страна на ромската етничка заедница. Што се однесува пак до јавниот, мислам до јавната администрација или до администрацијата на државата, тука е веќе пак, можам да кажам, тотално од тој аспект на ромска етничка заедница, нивното застапување. Знаеме дека според последниот попис од 2002 2,6 е бројот на роми од севкупното население, или околу 56-7-8 илјади. Еве сега се зборува за до година да има попис, па ќе се види и таа друга страна колку е вистинската бројка. Го знаеме проблемот со фантоми роми кои немаат па ни документи, па не се ни влезени во таа бројка. Сега да не играме со цифри и тие работи, џабе само. Во јавниот сектор со вработување и според ранковниот договор, ако сме 2,6, можеме да кажеме слободно дека застапеноста на ромите во јавниот сектор, во јавната администрација, тоа е повеќе не е ни приближно 1%. Ако ги земам пример, ќе кажам, судовите.
или судските органи во државата, нема вработено ниту еден ром во смисол на судија, заменик обвинител, освен народниот правобранител, каде мислам, да, како заменик, да, е Васка Бајрамовска. Другите тие сектори, процентот е голема нула. Во тие... Зошто е тоа така? Дали нема професионален кадар? Апсолутно сега можеме да кажеме дека денеска, па нарочето со имплементација на ромската декада, која од 2005 до 2015 произлегува доста кадар, каде се мотивира ученици, студенти да студираат. Има и доста завршени баш од тој аспект, од правниот аспект, во правда може да се најдат еден, да не се лажам, по правило потребно е, мислам дека околу 16 ромски суди треба да бидат поставени. Во 2017 наоѓам една информација дека само во основниот суд во Гостивар мислам дека има само еден ром беше, така, ако не се лажам. Се уште. Само еден. За кадар има кадар, но секогаш се знае, мислам, поентата, тука е кај нас тоа застапеноста по партиска линија, политичка линија. Мора да бидеш кадар на оваа или на онаа политичка опција за да можеш да влезеш во игра, што се вели. Кај нас таа карта се игра веќе долго време, сами знаеме, нема ништо ново да кажам тука. Апсолутно. Што се однесува пак до од цифрите во другите сектори од јавната администрација, можам да напоменам, да речеме во МВР или во Министерството за внатрешни работи или во локалната самоуправа, процентот на вработени роми е 0,7. Во музеи, ги имаме полно музеи низ целата држава, 0,5. Тоа е од културата, да речем. Исто. Во средните, основните или високите образовни институции, вработеност е во средното 0,2, во високото 0,3, во основното е 0,6, ама знаеме од кој аспект, затоа што имаме локална самоуправа и локални училишта каде има повеќе. Конкретно примерот може да го кажам, тој процент го дига општината Шуто Ризари со вработување на две основни училишти, затоа и таму малку е тој процент 0,6 вработени роми. И она позитивна дискриминација или сегрегација може би на некој начин? Молам? Може би тоа на некој начин е таа позитивна дискриминација или сегрегација? Па сега позитивна дискриминација или сегрегација, во секој случај цифрите можам само да кажам дека бројките се катастрофални во однос на ромската етничка заедница. И затоа и овој момент на ова субвенционирање во смисол тој предлог што е, баш го напомена ви преска, сакав да кажам дека работната способност и капацитет не може да се утврдува според националноста. Значи, од него ако го бива, да ја работи, не да биде некој репер која националност е, за да влезе, за да биде во конкуренција или во тој пазар на трудот. Сакам да се надоврзам во излагањето на професорката Најчевска во смисол на она, ајде да кажеме, позитивни ефекти или афирмативна акција со примерите од странство, но тука можам да забележам само за таа родова дискриминација. Кај нас е многу голем проблемот со националната дискриминација. Немаме проблем со родовата, нас не интересира. Тука не се согласувам. Не, сакам да кажам, нас болката во ова општество е повеќе, не се базира многу на таа родова, колку на националните поткопувања што ги има. Афирмативна е за афирмативна. И овдека треба исто така, затоа што имаме нели закон во собранието за застапеност на мажи, жени, пратеници и така натаму. Зато имаме само 3 градоначалнички. Да. Така, од 80 апсолутно се. Од популацијата. Затоа е брутно жени, Да. мажи. 51% 51% во мнозинство се жени. Така. Втора работа што сака во смисол на таа дискриминација, како јавниот сектор. Можам да, мислам во приватниот сектор, можам да бидам директен и да кажам дека преска и професорката Најчевска напомена нешто во смисла самите роми не се ценат меѓу себе
И тоа потекнува од едноставна причина што државата прво не ги перцепира доволно ромите. Да бидам реален, искрен, можда суров. Најтипичен пример, преска Адеми кажа, скратување на министерствата, заев премиерот кога го најави, едно од тие министерства и бенефити кои ги имаше, порано имаше едно место во тоа министерство за ромите, како министерство без ресурс за имплементација на декадат. Молам? Министер, немаше посебно министерство, министрите без ресурс. Без ресурс, да, ама за имплементација на ромската декада и стратегија. Труд и социјала е надлежна за имплементација на декадата и сега имаме посебно оделение за ромски прашања. Во секој случај, министерството е укинато. Не, министерство не постоело. Местото, министер без ресор е укинато. Па да, министер... Да. Ама не е министерство, е цела институција. Да? Добро, министер без ресор. Со два тројца околу него во кабинет. Добро, колатерална штета има. Јас се прашувам, вака е за ромската заедница, за да биде уште попоценета. Има заменик министер. Има и нема. Не прашуваме те јас знам дека нема. Две жени има. Од друга страна, под 16, само две жени се заменички министри, така? Не, за ромска заедница зборам. Јас па зборувам за жени и мажи, исто е, да. Добро. Од ромската заедница, значи нема министер, нема заменици министри. Нема ниту еден раководител во јавните предпријатија наименува. Освен сега што е најавен директориумот, кој уште не е ни назначен кој ќе биде, како ќе биде и што ќе биде. Тука се тие затегања кој, како, што ќе биде во тој начин. Значи, од тој аспект сакам да кажам, прво поаѓа државата и јавната администрација, значи, а не да збориме за приватниот сектор, која веќе од државата во овие почетни моменти нема своји представници кои ете на некој начин би можеле да имат некој одлучувачко решение, некој глас, нешто, некој влијание. Тие се тие позиции каде што нема свој еден представник од ромската заедница во парламентот, за среќа женско е. Civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.